Ревитализација на Скопското кале, конзервација на аквадуктот, реконструкција на универзална сала и отворање нови културни простори достапни за граѓаните. Се само дел од проектите кои се најавени да се реализираат во главниот град во престрелот на Скопје, Европска престолнина на културата за 2028 година. Токму затоа културата, како што посочи градоначалникот на град Скопје, мора да стане двигател на развојот на градот. Ќе работиме културата да стане вистинска јавна инфраструктура. Ќе работиме на урбаниот идентитет на Скопје, заснован на автентичноста и сложеноста на градот. Ќе ја поврзаме културата со квалитетот на живење, затоа што добар град не е само град со настани. Добар град е град во кој што човек сака пред се да остане. Нашите плоштади, улици, паркови, кејови, мостови, празнини меѓу објектите, неискористени локации за поставени објекти, како што спомена и министерот, мора да станат места на урбана енергија. За подготовка на овој настан се обезбедени 20 милиони евра и истите ќе бидат употребени за разубавување на градот и достојно организирање на настанот. Министерот за култура Зоран Љутков и евроамбасадорот Михалис Рокас кажаа дека финансиската поддршка е мощна значајна и потенцираа дека сега предстои многу работа. Зборуваме за оживување на простори што имаат душа, како Скопското кале, кое може да стане место каде што историјата не стои затворена, туку живее заедно со луѓето. Зборуваме и за Скопскиот аквадукт, тивок сведок на минатото, кој конечно добива шанса да биде виден, заштитен и споделен со светот. Сега имаме 20 месеци од почетокот на годината Европска престолнина на културата и не чекаме значителна работа. Така што го поздравуваме до сега направениот напредок, особено за финансиската рамка. Еден од проектите на кој активно се работи да биде готов до 2028 година е универзалната сала, чиј дел почна да се руши пред неколку дена како прва фаза од најавената реконструкција.